Вчера досна попладнето во Крушево пристигнаа учесниците на 38-миот поред Илинденски марш. Најголем дел од нив беа од Скопско Горно Лисиче. Но исто така имаше и коњаници од Свети Николе, Кичево, Маврово, Горна река и Бигорскиот манастир. Освен коњаници, на маршот учествуваше и пешадија, како што беше издруженијето Тодор Александров од Охрид. Оваа традиција почнува во 1978 година од Горно Лисиче, како што рековте, ова е 38 година од основањето на Илинденскиот марш. Чувството е прекрасно, меѓутоа за да го доловите оној момент, оној дел од патриотизмот, мора да се качите на конј, да трнете од Горно Лисиче или било каде од Македонија, да јавате, односно да учествувате како коњаник или како пешадија, се до Крушево за 4-5 дена да стигнете, да бидете на дефилето во градот, да се поклоните пред гробот на Никола Карев, пред Питу Гули, на Мечки камен, може само да се доживее онака како што треба, ако биде дел од тој Илинденски марш. Онаа само жртва што ја дали илинденците, дали денес доволно ја почитуваме? Па морам да кажам искрена работа дека малце треба поголемо внимание да се посвети на ова Илинденско востание, односно на целата македонска историја. Веќе 7 година поред коњаниците пристигнуваат во Крушево и од Бигорскиот манастир. А таа врска на Крушево со овој наш православен храм е тоа што пред неколку години биле откриени документи кои што укажуваат на тоа дека 2 од 10-тината трешови топчиња кои што се употребувале за одбрана на градот биле направени токму во Бигорскиот манастир. И тие топчиња ги направиле двајца монаси. Од кога го откривме тој документ, разговараме со отец Партени во Бигорски манастир и он ни даде аманет и ни даде благослов коњаницата да го носи токму името на Бигорски манастир, затоа што од Бигорски манастир тргнати се 2 топчиња пред Илинденското востание. Двајцата браќа Камчевски го имаат однесен од Бигорски манастир преку Копачка и како што пишува во документот, со тие 2 топчиња почнало Илинденско се означило почетокот на Илинденското востание. Од локалната самоуправа на Крушево истакнаа дека се премногу горди, што секоја година овие млади момци на ваков начин преку Илинденскиот марш ја чуваат нашата историја и традиција. Присуството на овие луѓе на овие простори го доживувам како апостоли на македонскиот народ. Секаде кога што ја поминат на територијата на Македонија, треба да го пренесат духот на единството, на соживот, на сплотеност на македонскиот народ. Присуството повторно ќе повторам дека го доживуваме единствено како еден факел од минатото кој најдобро ја осветлува сегашноста и иднината. Верувам дека духот на нашите предци живее во соништата на живите, а токму овие луѓе го живеат својот сон. Верувам дека духот на предците е во нивните соништа. Денеска и утре коњаниците ќе бидат дел од илинденските чествувања кои ќе се одржуваат тука во Крушево.